Здраво на сите. Ова обраќање е посветено на онаа тема која најчесто ја комуницираме, а тоа се европските интеграции. Во моментов, покрај плејадата лажни вести, ширени од страна на владата и лично од премиерот Ковачевски, зашто нели потврда стигна и неколку пати и од независни проверувачи на факти, меѓутоа и од самата Европска комисија. Сега во моментов главна теза која се форсира е дека итно мораме да направиме чекор, итно мораме да направиме нова отстапка историска, зашто само сега и готово крај на светот интеграција во ЕУ, после тоа нема заврши доаѓа, нели, помрачување на светот. Сакам да ви кажам дека прво итноста заврши пред 2 години, 3 години. Кога на вистина Македонија можеше самостојно да се интегрира во Европската Унија. Тогаш албанските шовинисти, како што е нели и самиот министер Бујар Османи, инсистира Македонија да се врзи, да се стегне во клинч, во тим, во екипа, во еден пакет со Албанија и на тој начин директно ја поврзаа судбината на македонските евроинтеграции со прашањето од Косово. Сега денес, 2023 година, веќе ние нигде не брзаме, бидејќи невозможно е да се интегрираме во ЕУ без затварање на косовското прашање. Во Европската Унија на еден начин на нашето прашање гледа, така да речам, германскиот блок на земји, бидејќи ЕУ генерално се подпира на 2 столба, францускиот и германскиот столб. Германскиот свет, германскиот столб гледа на еден начин на нашето прашање, многу поблисок до Соединетите Американски држави, а францускиот столб, францускиот свет гледа многу поинаку. И знаете дека имавме и француско вето за влез во Европската Унија. Франција е стар стратешки партнер на Република Србија. Они го проширија и го надградија тоа нивно пријателство последниве години, откако председател на Француската република е господин Макрон. И невозможно е да има било какво проширување на Европската Унија следниот период, без во тоа проширување да биде опфатена Република Србија. Тоа значи дека без решавање на косовското прашање нема да има проширување на Европската Унија со земјите од Западен Балкан. Бидејќи тука веднаш е конектирана Албанија за тоа прашање и невозможно е французите да дозволат било каков влез на Албанија во ЕУ пред Србија, затоа не се многу тревожете од приказната останавме сами, готово Албанија ќе тргне во преговори со ЕУ. Тоа нема врска со реалноста. А со бидејќи веќе заевистите, измеќарите со нивните газди од ДУИ не врзаа со Албанија, невозможно е Македонија да оди кон Европската Унија, не еднаш да смениме устав, 101 уште да го смениме пати, 101 пат да го смениме уште наш уставот, ние нема да влеземе во ЕУ без Албанија, без Србија, без решавање на косовското прашање. Будно ги следам настаните околу Косово и особено последниот развој на настаните во Брисел. За жал, албанскиот премиер Курти ја прелива косовската криза надвор од косовските граници, како стратегија да ги заштити неговите косовски интереси, а тоа го прави со преливање на проблемите и во Србија, Јужна Србија, и барање на заедници на албански општини во Јужна Србија, но она што нас не боли и нас не интересира, тоа е преливање на косовската криза во Македонија и координирање со
македонски градоначалници, нерани мајковци, со кои се обидува моделот на косовско решавање на локалната самоуправа со заедница на српски општини да го донесе и во Македонија преку заедница на косовски, албански, ама тоа се косовски општини во Македонија. Значи, во моментов Косово е фактор на дестабилизација на Балканот и тие веќе тоа координирано го работат со политичари од Албанија, но пред се од Македонија, вклучително и актуелните министри албанци во македонската влада и нивните измеќали секако тоа. Да не се сомневаме, да не коментираме. И додека тоа се случува и се наоѓаме во таков свет, ние нигде не брзаме. ЕУ нема да започне сериозни преговори со никого од нас тука на Балканот. Гледате во застој се и преговорите со Црна Гора и со Србија. Значи имаме време за вистинско стабилно решение. Ајде да не брзаме. Не се вознемирувајте многу. Колку подолго оваа влада е на власт во земјава, ние сме секој ден се подалеку од ЕУ. Прво да ја смениме власта безприговорно, без никакви дилеми на наредните избори, да се формира сериозна македонска влада со сериозни намери и да се пристапи кон референдум за граѓанска држава, односно граѓански устав, со кој веќе ќе направиме комплетно решение и на нашите внатрешни проблеми, со овој устав кој сега ги имаме, но и со проблемот со Република Бугарија. На тој начин, пак ќе повторам, со еден куршум ќе утепаме 100 зајаци и ќе завршиме работата и ќе станеме една од најпостакуваните земји членки во ЕУ, иако да повторам, веќе ЕУ е во тек на процес на прифаќање на нов тип на реформи, кои директно засегаат процесот на проширување, што значи дека веќе нема да има полноправно членство во ЕУ за нас, за земјите кои останавме последни од европскиот континент, а со желба да влеземе нели во Европската унија, може да има само асоцијативно членство или ќе учествуваме во органите и телата на Европската унија, и ќе имаме некаква можност слободно настапиме на европскиот пазар и да користиме дел од европските фондови. Така да резимирам. Никаде не брзаме. Без решавање на косовското прашање нема проширување на Европската унија со Западен Балкан, вклучително и Македонија, за жал. Оваа влада не носи секој ден се подалеку од Европската унија, го уништи процесот на европеизација, го уништи имиджот на Европската унија во Македонија, во македонската јавност. Че нова влада, нов устав, граѓански устав, па Господ здравје понатаму, ќе трне као што треба и ќе фатиме еден здрав пат со здрави луѓе посветени на македонската кауза, за да дојдеме до валоризација на нашите македонски национални интереси во Европската унија, нели, некој што би барале таму ако ние не ги запазиме и не ги прошириме, не ги засилиме нашите македонски национални интереси. Поздрав од мене и се надевам дека овие пораки се добро прифатени од вас, барем на начин на кој ви информираат редовно за ставовите на нашата политичка партија Македонски концепт и генерално за она кое ни се случува секојдневно во нашата Македонија. Поздрав, се гледаме повторно.